So I've just seen Doppelrot, The Touch, two quite powerful artistic pieces about the impact of humans on the environment. They're very fascinating pieces, very different, but they highlight the damage that humanity is doing to the environment. Raise some quite important questions, highlight quite a lot of issues which I wasn't really aware of before, particularly, for example, the piece about the life cycle of the eel. I found them particularly moving, and I think it's really important that artists are also trying to highlight these issues. It's not just up to government, it's not just up to young people or ecologists, but everyone needs to be thinking about the impact of their lives on the world, on biodiversity, and take steps to save the world. Мислам дека имавме еден светски настан и една практика во која треба да вложиме многу повеќе и да го практикуваме ваквото представување на современите уметности пред јавноста, бидејќи мене барем како наставник и како визуелен уметник многу ми значи едукативниот аспект на уметноста и на културата, а не само заради прашањето на темата, туку и релацијата со публиката на овој начин е навистина одличен. Сметам дека двете дела кои вечерва ги видовме се врвни дела на современата уметност и честитки за Британскиот совет и за ЛАКС и за Националната галерија. Авторите кои се представени овде преку перото на кураторот Ана Франковска се само пресек на она што кај нас во ликовната практика се случува, тоа се сериозно навлегување во светските текови и теориски и практично, и тоа ни дава за право да се погрижиме малце повеќе за културата во оваа држава и да вложиме напор, бидејќи само така ќе го градиме идентитетот. И јас би сакал да честитам уште еднаш и да посакам уште повеќе вакви и дела, и проекции, и еден сериозен нетворкинг на нашите автори во светски рамки.